Од почетокот на годината на подрачјето на Куманово, полицијата регистрирала 7 физички пресметки во кои учествувале малолетници, што е благо зголемување во споредба со лани, кога била евидентирана само една. Од Кумановската полиција информираат дека сите овие пријавени настани се реализирани и против сторителите се поднесени соодветни пријави. Бидејќи се работи за малолетни лица, во постапката се вклучени инспектори по малолетничка деликвенција и семејно насилство. СВР Куманово преку полициските службеници од Оцекот за превенција континуирано презема едукативни предавања со наставници, ученици и родители и им се укажува за врсничкото насилство и насилството на социјалните мрежи, како и нивно навремено откривање и рано препознавање. Стручните лица сметаат дека во справувањето со овој проблем најзначајна улога има семејството, но потоа и образованието. Се почнува од семејството. Превенцијата треба да започне со добро информирање на родителите, како да разговараат и да ги информираат нивните деца пред да тргнат во училиште, како да препознаат кои се облици постојат на насилство и како да се справат со истите. Бидејќи ние како држава не водиме точна и прецизна статистика за какви облици на насилство и агресија има меѓу учениците, јас би кажала дека родителите се тие први кои што треба да забележат дали кај нивното дете има промена во однесување, дали има некоја психичка агресија која што не е толку видлива или пак се работи за видлива агресија како физичко насилство. Понатаму сепак не можеме да ги изоставиме градинките, основните и средните училишта, каде што се повеќе и повеќе забележуваме драстичен пораст на различните тие видови на насилничко и врсничко насилство. Експертите укажуваат и дека учениците се информирани и во случај на насилство помош бараат во училиштата, класните раководители, стручната служба. Јас сум навистина задоволна како дел од стручниот тим на Државно средно училиште Киро Бурнас. Кај нас учениците се доволно информирани и знаат како да се обратат. Дури и некогаш не оди тоа преку класните раководители, туку директно доаѓаат кај нас во стручната служба и им се укажува директна психолошка помош од страна на психологот. Јас како експерт за малолетничка деликвенција разговарам со нив и понатамошно гледаме како можеме да ги намалиме сите тие негативни последици кои што ги остава таа врсничка агресија во училиштата. Сепак кога зборувам дека ако се работи за ученик кој што е жртва на семејно насилство, тука веќе зборуваме за некои посериозни облици што треба да се преземат како помош и тука станува збор за вклучување на други служби, како што е Центарот за социјални работи, понатаму дополнителна психолошка помош и тука веќе навистина и ние имаме потреба од континуирана поддршка од други експерти. Кумановската јавност бурно реагираше на последната физичка пресметка кога група млади бркаше едно лице. Тепачка беше регистрирана и во средно училиште.